состави равенка на права која на y оската одсекува одсечок со должина n, значи минува низ точката B со координати 0 и n, а со позитивниот дел на x оската зафаќа агол алфа. Овој агол алфа ќе биде еднаков и со овој агол алфа овдека. Ако земеме произволна точка M со координати x и y, која што точка лежи на бараната права, овдека е координатата x, овдека е координатата y, од y, кога ќе извадиме од сечката n, добиваме спротивна катета во овој правоаголен триаголник y минус n, па ќе воспоставиме однос. Тангенс алфа е спротивната катета во тој триаголник y минус n врз налегнатата катета, тоа е x. Од тука следува дека y минус n ќе биде x по тангенс од алфа. Префрлувајќи го минус n на другата страна, добиваме тангенс од алфа по x плюс n. Ако тангенс од алфа го забележиме k, тогаш добиваме равенка на права kx плюс n, која што се нарекува експлицитен вид на равенка на права. K е коефициентот на правецот на правата, а n е одсечката, сегментот што правата ја одсекува на y оска. Да приметиме, ова n е истото она n што го имавме во сегментен вид на равенка на права, кој и таму представуваше одсечок на правата на y оската. Значи, правата y еднакво на kx плюс n ни ја дава равенката на права во експлицитен вид со два коефициента. K коефициент на правец и n одсечокот на правата на y оска. Може да приметиме дека k е тангенс од алфа и тој број ќе биде поголем од 0 ако аголот алфа припаѓа на интервалот од 0 до 90 степени. Бидејќи аголот алфа е од 0 до 90 степени, тангенс од алфа ќе биде позитивен број, па k ќе биде позитивен број. Односно, пред x ќе имаме позитивен коефициент на правец и тогаш правата од лево на десно гледано, значи велиме дека монотоно расте. Коефициентот на правецот, тангенс од алфа ќе биде помал од 0, доколку аголот алфа припаѓа од 90 степени до 180 степени. Тангенс од 90 до 180 е негативен број, па правата ќе биде монотоно опаѓачка. На овој начин, со неколку збора и кажавме што всушност представува коефициентот на правецот k на правата. Останува само да одговориме на прашањето што ако аголот е 0, 90 и 180. Ако аголот алфа е 0, тангенс од алфа, односно тангенс од 0 е 0, па ќе ја добиеме правата y еднакво на n и таа права ќе биде паралелна со x оската. Доколку аголот алфа е 90 степени, тогаш правата ќе биде нормална на x оска, односно паралелна со y оска и ќе биде од обликот x еднакво на бројот a, каде што бројот a е број на x оска низ кој што таа права паралелна со y оската ќе помине. Значи, доколку аголот алфа е 90 степени, тогаш правата не може да ја добиеме во ваков експлицитен вид, каде што y е изразено директно преку x, бидејќи таа права зафаќа 90 степени со позитивниот дел на x оска и е вертикална права. Сушност,
tangенс од 90 степени не постои, односно го земаме дека е бесконечно голем број. Да ја погледнеме задача 3. Напиши равенка направа која на ординатната оска одсекува одсечка со должина 5. Тоа значи дека n може да биде 5, а n може да биде и минус 5, бидејќи одсечокот и 5 и минус 5 има должина 5. А со позитивниот дел на x оската формира агол алфа 225 степени. Веднаш го бараме тангенс од алфа, кој всушност е k, односно бараме тангенс од 225 степени, од каде добиваме дека тангенс од 225 степени ќе биде минус единица. Тангенс од 225 треба да го добиеме на тригонометриска кружница или пак ако го запишеме аголот како 180 плюс 45, а тангенс од 180 ради 180-ката ќе остане тангенс од 45, но 180 плюс 45 е агол во трет квадрант, а тангенсот од агол што е во трет квадрант, а тангенсот од агол што е во трет квадрант ќе биде со позитивен број, значи ова ќе биде плюс тангенс од 45, односно плюс единица, така да не сум во право, односно тангенс од 225 ќе биде плюс 1. За n еднакво на 5 ќе имаме kx плюс n, y ќе биде k, рековме дека единица по x е x, плюс 5, а овдека ќе добиеме права y еднакво k1 по x е x, минус 5. Значи, овие две прави, кои што приметуваме дека ќе бидат подоцна на цртежот и паралелни, имаат коефициент на правец единица, а одсекуваат на y оска одсечок со должина 5.